Предавањето на денешната проповед ќе биде зошто постои гревот и ова ќе биде продолжеток од прошлиот пат. Како што напоменав прошлиот пат, ова прашање е доста комплексно, инволвирано и вреди да се разгледа, да се размисли, бидејќи импликациите се големи за нашиот живот. Прошлиот пат разгледавме три причини зошто постои гревот во корелација со Бог. Првата причина беше да се откријат сите Божји атрибути и особини. Кажавме дека гревот поставува црна позадина и сцена која што овозможува Божјите особини и карактеристики да светнат и да блеснат во полнота. Втората причина беше да се покаже ужасот да се навреди Бог. Гревот индицира дека колку голем е Бог, дека Бог е битие кое е семокно, кое е безгранично, кое е грандиозно, кое е величествено и кој да се дрзне да го навреди него, да го навреди ова битие, е страшно ужасно. И тој ќе биде казнет во вечни маки во пеколот. И третата причина беше да се покаже неговата контрола над сите работи, вклучувајќи го и гревот. Гревот е роб на Бог и тој го контролира како што сака. Тие беа трите причини прошлиот пат што ги разгледавме. Денес исто така ќе разгледаме 3 плюс причини, исто така во корелација со Бог, и тие ќе бидат следниве. Првата причина е да се покаже совршенството на Синот. Втората е да се покаже совршенството на Духот. И третата е да се зголеми добрината во човекот, во светот и во ангелите. Да почнеме со првата причина. Да се покаже совршенството на Синот. И во оваа прва причина или во оваа прва точка ќе видиме два аспекти или од две перспективи. Како се покажува совршенството на Синот преку гревот. Првата перспектива ќе биде искушението и гревот на сатаната кон него. И втората перспектива ќе биде искушението и гревот на луѓето, земени во предвид неверниците и верниците, исто така атакувани кон него. Да почнеме со првиот аспект или првата перспектива. Искушението и гревот на сатаната кон него. Сатаната излезе директно да искушува 4 мажи во Библијата. Обично тој ги користи своите демони да искушува, да малтретира и да угнетува луѓе, но со овие четворица тој излезе лично да ги атакува. Тој не веруваше на неговите демони дека може да завршат работата и излезе сам. Научи дека овие луѓе се духовно силни и имаат длабоко зајакнати корења и дека демоните не можат лесно да ги надвладеат. И затоа одлучи сам да нападне. Тие луѓе беа Адам, Јов, Давид и Христос. И очигледно е дека сатаната навистина не го разбрал во плотувањето на Синот и сметал дека може да надмине оваа бескрајна светост и совршеност на Синот Божји. Но да започнеме со првиот човек, да започнеме со Адам. Сатаната знаела дека не може директно да го совлада Адам. Тој што бил директно формиран и создаден од раката на Бог. И затоа индиректно ја нападнал жената, за да преку жената дојде до Адам. И знаел дека Адам не може да ја одолее на жената. И тоа и се случи. Оваа лукава змија, овој ѓавол, беше успешен и го вплени и Магепса својот плен и жртва пред напад. Неговиот отров беше инжектиран во Адам, во Ева и преку нив во целото човештво. И апелот беше да се угоди на телото и да се зголеми мокта преку знаењето.
Измамата беше подготвена стапица. И Адам беше победен. Тој не можеше да ја одолее на својата жена Ева. И сатаната надвладеа над него преку жената и така надвладеа на целото човештво. И целото човештво се нурна во мизерија и во грев. Сатаната го нападна исто така Јов, праведен човек, за разлика од било кој тогаш на тогашната земја, во тогашното време. Човек кој се плаши од Бог и го избегнува злото. Сатаната му го одзеде здравието, но ги одзеде сите телесни удобства. Му даде страшна болест из целото тело. Му го одзеде богатството, му го одзеде положбата на мок и авторитет во општеството, ми ги одзеде и децата. Му зема се. Се уништи. И најголемото искушение дојде од никој друг, освен жената. И ѓаволот сака да атакува тоа што е најмалку очекувано. Тоа што е навидум нежно и безопасно. Искушението дојде преку жената. И жената му кажа: проколни го Бог и умри. Искушението беше на страна на ѓаволот. Тој да напушти својата непоколеблива верност и да го проколни Бог. И можеби ќе му се врати неговото телесно здравје и неговите удобности, можеби ќе му се врати неговото богатство, можеби ќе му се врати неговата општествена положба и мок и авторитет, пријатели, имот и се друго. Проколни го Бог и умри, беше искушението. Но Бог не го проколна Бог, го држеше својот интегритет, но не беше безгрешен. Болката траеше многу денови, беше многу пролонгирана. Тој се жалеше и се расправаше со Бог. Тој се сомневаше во добрите намери и промисла на Бог за неговите маки. И на крајот се покаја во пепел и прав. Сатаната до некаде преовлада со Јов, но не целосно. Давид исто така беше нападнат од сатаната. Тој го поттикна Израел да биде изброен, тоест тој да го изброи Израел. Давид водеше многу битки и Господ беше со него. Тој беше херојот на Израел. Тој уби лав, уби мечка, па дури и го победи жестокиот филистејски джин сам во силата Господова. Но сепак сатаната кога дојде, тој не можеше да се справи и таа надвладеа врз Давид. Тој навистина го изброи Израел, не верувајќи во Господ и подпирајќи се на раката од месо. Тој се потпра на бројката на неговата војска, се потпра на неговите мажи, но не на Господ. И судот падна врз Израел за неговиот грев и тој не можеше да се спротистави на средбата со ѓаволот и неговата лукавост. Адам, Јов и Давид беа надвладеани од сатаната и неговите искушенија. Но кога тој дојде кај Христос и го навреди царот со неговите лукавства, тоа беше сосем друга работа. Сатаната апелираше до неговите телесни удобства и апетити. Кога Христос поштеше 40 дена и 40 ноќи во пустинјата и беше страшно измачувачки гладен. Но сепак тоа немаше никаква корист. Исус кажа, човекот нема да живее само од леп, туку од секој збор кој произлегува од устата на Бог. Сатаната го искушуваше со понудата за мок и авторитет, но тоа исто така немаше никакво влијание и ефект врз учителот. Тој се обиде исто така да го искриви Светото писмо и да го изопачи, за да Христос го предизвика Бог. Но и во тоа не успеа. Христос беше непробоен зид, што не можеше никој и ништо да го сруши. Мокна тврдина, што не може да се освои,
непоколеблива карпа среде бурата. Сатаната не можеше да го совлада, овој джин. Не можеше да го совлада царот на царевите во човечка форма. Ѓаволот собеде многу пати и на многу различни средства. И кога виде дека не може, почна да удира преку најблиските. И најострите удари дојдоа од најблиските. Тој влијаеше на Петар, силниот и смел апостол, и влезе во навидум верен и грижлив Јуда. Едниот ја крена устата против Господарот, а другиот петата. И таа беше сокриена со бакнеш. Едниот го проколна и го одрече, а другиот го предаде за пари. Оние кои беа обдарени со чудотворни сили, кои јадеа со него, на кои им беа објавени тајните на Царството Божјо, на кои тој им ги изми нозете, неговите најблиски пријатели. Сатаната постојано се мешаше преку нив и го напаѓаше, но не можеше да победи. Сатаната дојде од секој можен агол, во најтешките времења, во најголемите тешкоти, во најжестоките искушенија, со најголемите гревови, но не можеше да го наруши недопреното совршенство на Синот. И всушност, најдлобоката и најтемната темнина што ја создаде Сатаната во текот на неговиот живот, од блиски и од далечни, сите искушенија и гревови атакувани кон Христос, само ја покажува колку е чиста и заслепувачка оваа светлина. Ја правеа појасна и пополна. Синот на гревот, таткото на лагата, со гревот постапуваше за да ја покаже длабоката праведност на праведникот. И впрочем, без гревот нема да има искушенија. Така. Впрочем, без гревот нема да има Сатана. Сатаната стана Сатана преку гревот, и искушението е толку силно и јако преку гревот. И гревот на Сатаната и искушенијата на Сатаната, атакувани кон Христос, покажуваат колку он е совршен, колку он е убав, колку он е свет и дека не може да се сруши оваа тврдина никогаш. Таа е првиот аспект, дека преку искушението и гревот на ѓаволот, атакувани кон Христос, се манифестира се повеќе и повеќе неговата совршеност и светост. Вториот аспект е искушението и гревот на човекот атакувани кон Христос. И како што постојаните или континуитарните напади на Сатаната не можеа да го отцрнат неговото совршенство, исто така искушенијата на човекот и неговите гревови исто така беа многу слаби пред него. Беа како сува трева пред торнадо или минлив облак пред сончевиот пламен. И искушенијата кон Христос доаѓаа исто така од најразлични агли, од верници и од неверници. Тој беше искушуван од секој поглед, но без грев, според Евреите 4 глава 15 стих. Неговата светост беше многу осетлива и чувствителна на гревот, но сепак не даде начин за поголема ранливост, туку можност за поголема сила и демонстрација на неговата светост. Наводно, најправедната религиска еврејска елита од тогашно време, најобразованата, најпосветената, најревносната, тоест фарисеите, требаја да бидат најмалку вклучени во искушението на Христос. Но за жал тие беа најголемите искушувачи. Тие беа обоени ковчези и убаво украсени гробници, полни со коски на мртви луѓе и секаква гадост. Беа горди
еготистични, крволочни волци, кои се грижеа само за нивните позиции и пофалби од луѓето, но не за вистината. Господ Исус им покажа многу знаци и направи безброј чуда, но тие беа неверни и постојано бараа знак. Постојано бараа некој глупав спектакл да им покаже. Тие го искушуваа, се спротивставуваа на неговите тврдења за божественост и си поигруваа со демонстрацијата на неговите моки и не постапуваа во согласност со Божјата волја и Божите намери. Тие го искушуваа неговото познавање за Библијата. Сакаа да го доведат во судир со обичните луѓе и со римските владетели. Го искушуваа да го прекрши еврејскиот закон и го става во тешки и сложени ситуации, хипотетички и реални. Тие го налутија со нивните гнасни гревови и неговите жестоки осуди против нив не ја угасна нивната злобна жет за грев, туку уште повеќе ги разгореа. Беа немерни, се додека не го видат како паѓа, се додека тој не умре. И изголемувањето на нивниот грев воопшто не ја оцрни славата и совршенството на Христос, туку впрочем, тоа стануваше се повидливо, се пославно и се по-неверојатно. Секој искушение, секој напад, секој грев, се повеќе и повеќе ја манифестираше светата убавина на Синот. Наместо тој да падне, неговите или нивните искушенија и гревови беа отскочни камења, на кои тој и преку кој тој се издигаше се повисоко и се повисоко. Неговата светост, неговата совршеност, неговата убавина се стануваше појасна и појасна преку нивните гревови. Исус исто така беше искушуван од обичниот човек. Човекот беше позаинтересиран за физичко хранење, исцелување и ослободување од работа, отколку за духовно хранење, исцелување и ослободување од грев. Колку често тој беше разочаран од нивното слепило, себичност, неверие и гордост. Мноштвото постојано го изневеруваше. Кога ги хранеше, тие го следеа, но кога им рече дека треба да го јадат неговото тело и да пијат неговата крв, тие заминаа. Го следеа кога ги лечеше, но кога ги повика на самоодрекување и им рече кој ќе сака да си го спаси животот, ќе го загуби, а кој ќе го загуби животот заради мене, ќе го спаси. Многу заминаа. Тој сакаше, тие сакаа тој да ги ослободи од окупацијата, од римјаните. Да ги ослободи од теророт. Сакаа да го направат цар, но не ќе да бидат ослободени од теророт на гревот и од ѓаволот кој му служеа. Сакаа да го направат цар, да ги задоволува нивните физички потреби. Но кога тој им рече дека мора да умре и да претрпи многу нешта од рацете на евреите и римјаните, тие заминаа. Јован и Јаков бараа позиции. Петар го укори, не обрнувајќи внимание на духовни работи, Јуда тајно крадеше од ризницата. Мноштвото го поздрави како цар кога влезе во Ерусалим и ги расшири своите облеки пред него и после неколку дена викаше распни го, распни го. Неговите најблиски беа бавни и духовно слаби. Кога требаше да се молат и да го чуваат во неговиот најмрачен час, тие спиеа. Јуда го предаде за пари со бакнеш, Петар го проколна и содрече 3 пати, плашејќи се за неговиот живот. Кога тој беше фатен, сите заминаа, избегаа
и го оставија сам. Тој ги повика, ги хранеше, се молеше за нив, ги учеше, им даде моќ да прават чуда, им ги изми нозете, но сепак тие разочараа. Луѓето го изневеруваа повторно и повторно. Тие даваа ветувања и одново ги прекршуваа. Но сепак, тој остана верен, тој покажа милост, покажа прошка, покажа обнова. И човечкиот грев, вклучувајќи неверници и верници, ја откри посветли, подлабоки, попријатни, повеличествени карактеристики на Христос. Поради човечкиот грев и човечките искушенија, совршенството на Христос блесна, за да сите го видат. Страшното предавство и страшното негирање на неговите најблиски и на неговите далечни манифестираше неспоредлива благост и милост, неспоредлива совршеност, неспоредлива светост. И во оваа прва причина, зошто постои гревот, видовме дека гревот постои за да ја манифестира, за да ја демонстрира, да открие совршеноста на Христос. И тоа преку искушенијата и гревот на ѓаволот и искушенијата и гревот на човекот. И верници, и неверници. Да преминеме на втората причина. Зошто постои гревот? Да се покаже совршенството на Духот. Да се покаже совршенството на Духот. Задачата на Духот е да ја трансформира и да ја обнови душата и да живее за секогаш со неа. Духот го носи Отецот и Синот и ја потопува или ја соединува душата во нивната заедница. Духот го носи спасоносното дело на Христос, заработено преку неговите маки пред 2000 години во душата и го прави тоа реално живо и активно. Духот ја обновува, ја спасува, ја оживува и носи и всадува нова движечка света реалност во душата. Духот ја обновува, ја наново родува, ја осветува душата со неговото грациозно присуство. И ова место, каде што Духот доаѓа, е гнасно, одвратно и перверзно. И воопшто не е убаво. Духот доаѓа во гнасно место. Еден има напишано за човекот и неговата душа вака. Отворен цитат. Човекот не е ништо друго освен собир на гревот, дувло на демоните, систем на корупција, синтеза на неправда, слој на подлост, конгломерат на прашина, куп на кал и пот, збир на деформација, колекција на смрдеа, компилација на суета, мешавина на ветер. Човекот не е ништо освен паднат пат, распаднато распаѓање, отровен отров, смртно умирање, пеколен пекол, расипан труп, смрдлива одвратност, гнасна гнилост. Човекот наскоро ќе биде погребан и заборавен. Наскоро ќе биде замолчен и покриен со земја. Наскоро ќе биде проголтан од црвци, мравки и инсекти. Наскоро целата негова гужва, трибуленција и стремеж ќе престане. Наскоро целата негова убавина и развиена форма ќе се наруши и ќе се претвори во прашина. Затворен цитат. Навистина, каква задача му е дадена на Светиот Дух да дојде во ова одвратно, гнасно, перверзно место како душата на човекот. Душата на човекот е темно и развратно место, кафес на демони, мочуриште на пеколот. Се што допира човекот умира. Се загадува со неговата темнина и поцрнува со грев. Душата на човекот е исполнета со ништо друго освен со пропаст, со мизерија и со беда.
И интересната работа е што праведноста кај некој друг човек, тоест тој човек ако е верник, не може да поведи или да го поведи гревот кај другиот. Туку се случува обратното. Гревот полека, но сигурно навлегува и се шири. И ја менува правдата што е околина. Замислете си, имаш праведен човек и имаш група на неверници. Праведноста на праведниот човек никогаш нема да промени грешноста на групата неправедници. Туку ќе се случи обратното. Гревот ќе надвладее и ќе згасне праведноста кај другиот човек. И затоа Светото писмо не упатува да бегаме од гревот, да го отстраниме квасецот, да отсечеме оваа гангрена и рак за да не се расшири, бидејќи никој не може да застане пред ова чудовиште и да остане недопрен. Никој не може да застане пред гревот и да остане недопрен. Ако овој грев не се умртви и отсече, брзо ќе се расшири и ќе отруе праведноста. И како е ова импликативно за духот? Импликативно за духот е Светиот Дух доаѓа во ова ужасно место, како душата на човекот. И воопшто не е допрен. Туку радикално ја трансформира душата. И тоа е навистина неверојатно. Неверојатно, бидејќи тој го постигнува тоа што е несовладливо. Доаѓа во душата на човекот и воопшто не е допрен од нејзината грешност и одвратност. Воопшто не е заразен од нејзината лошотија, воопшто не е инфициран од оваа ужасна болест. Ниту е најмалку потемнет и оцрнет од оваа темнина. Наместо тој кога доаѓа, силно ја разбива оваа темнина, како силен ветер густа магла, тој ја осветлува, ја обновува, ја преобразува и внесува во душата праведност. И ниту најмалку е допрен од ужасот што се наоѓа во оваа душа. Туку тој тотално ја преобразува. Другиот феномен, каде што го гледаме совршенството на духот, значи првата работа е го гледаме совршенството на духот е кога доаѓа во душата, тој воопшто не е допрен од тој грев, туку радикално ја променува душата. Другиот аспект е гревот во човекот не е целосно отргнат кога тој ќе стане христијанин. Неговата грешна природа не е целосно искоренета, туку таа останува да живее во внатрешноста до физичката смрт. И Светиот Дух не само што треба да дојде и да преобрази душата, туку треба да живее со ова искривено, изопачено чудовиште секој ден, секој час, секој момент. Треба тој да живее со ова ужасија и со ова непријатно друштво секој миг. И чудото е што воопшто и најмалку не е погоден од ова. Не е погоден од гревот, туку полека, но сигурно го разјарува, го троши и го јаде гревот. И колку беден и зол звер е оваа грешна природа што живее во христијаните. Таа предизвикува такво вознемерување и хаос кај верникот, такви воздишки и плачење, таква агонија и изнемоштеност кога ќе излезе на виделина. Го растргнува човекот. И ако е ваквата грешна природа таков товар за човекот, за тој што е наново роден, не може да се изрази каков товар и мачнина е ова за Светиот Дух. Каква тешка мачна работа му е дадено на Духот, кој име е свет, кој е ништо друго освен чистота, сјајност и морална кристална совршеност. Сепак, совршенството на Духот воопшто не е погодено од грешноста на човекот, туку неговата светост и чистота остануваат
такви какви што се. Среде таква подлост, среде таква гнасност, среде таква ужасија, Светиот Дух останува совршен ист за секогаш. Тој според неговите планови и цели ја преобразува оваа гнасна душа, ја прави слична на Синот, но тој самиот не се менува, не се преобразува. Туку ја менува болеста на душата и ја обновува. И преку греот ја гледаме совршеноста на Духот. Дека Духот ниту е допрен кога доаѓа да трансформира душата, ниту е допрен да се оцрни кога прави и живее со душата и ја просветува во целиот свој живот. Тој останува свет и совршен, дали живее со чистите и свети духови во рајот, меѓу Отецот и Синот, или во темните и загадени души на луѓето. И ова истото го гледаме и со Духот, дека најочајната длабочина, најбезбројните одвратности не може да му влијаат на него нито најмалку, току и тој менува и влијае како што сака. И гревот постои да се покаже, да се манифестира, да се демонстрира совршеноста на Духот. Третата причина зошто постои гревот е да се зголеми добрината. И тоа во човекот, во светот и во ангелите. Бог го создаде светот и рече дека е добар. Бог го создаде човекот и рече дека е многу добро. И од доброто задоволство на неговата волја тој создаде ангели. И прашањето е, што ние сакаме да се прашаме, е дали по падот или по влезот на гревот светот станал подобар или полош. Дали човекот поради гревот станал подобар или полош. Дали ангелите станале подобри или полоши поради гревот на Луцифер и на неговите следбеници. Очигледно е дека гревот ги направи ангелите, човекот и светот полоши. Но само краткотрајно и привремено, но не ултимативно. Во оркестрацијата на сите работи, гледајќи го гревот од мината вечност па се до идна вечност, гревот бил предодреден, планиран и посочен и избран да зголеми добрината кај ангелите, човекот и светот во ултимативна смисла. Заради гревот, ангелите се потврдени во нивната блажена состојба, човекот е вечно спасен, издигнат во рајот и седнат на престолот на Христос, да биде владател над сите. И светот ќе биде радикално и суперлативно трансформиран поради гревот. Ајде да видиме овие три работи, во корелација со ангелите, во корелација со светот и во корелација со човекот. Како гревот и како преку гревот се зголемува добрината во ултимативна смисла. Во корелација со ангелите. Без Луцифер да се заплетка во гревот и да повлече многу ангели со него, без тој да стане Сатана и неговите следбеници демони, без неповратно и безнадежно тие да бидат оковани, отруени и дегенерирани од гревот, ангелите не би биле тоа што се денес и нема да можат да го постигнат тоа што ќе им се случи на крајот на овој свет, тоа е во вечност. Тие, гледајќи го ужасното влијание на гревот врз сатаната и врз неговите демони, какво чисто слепило и чиста ирационалност ги има проголтано овие битија. Дека како конечни суштества овие битија ќе се борат и ќе се спротистават против бесконечниот, против тој што има семок на моќ. Какво слепило и рационалност е ова. И сигурно оваа гледка
што сега ја гледаат ангелите на сатаната и на демоните, предизвикува кај нив постојан страф и трепет. Оваа гледка предизвикува таква еклатантна језивост сега и во светот што ќе дојде, и тоа генерира и ќе генерира таков стравотен страф и трепет во вечноста, кога ангелите ќе ги гледаат во пеколот, ѓаволот и неговите демони како се мачат дење и ноќе. Како нивниот чад се крева дење и ноќе. И овие гледки, овие погледи, ќе ги потврдат во нивната праведна состојба и неповратно ќе ги запечатат во нивната блажена состојба во светот што ќе дојде. И без гревот, тие ќе немаат можност да го видат оваа шокантна сцена. Да ги видат своите собитија, другите ангели, или тоа е сега демони, и каков ефект има гревот на нив. И без тоа да го видат, и страшното уништување што се случува поради гревот, и како резултат, нивниот страф и трепет ќе бидат воспоставени во нивната вечна положба. И можеме да заклучиме дека во корелација со ангелите, гревот и поради гревот, тие ќе зголемат својата добрина, што никогаш не може да се случи доколку гревот не постои. Втората работа или втората перспектива е во корелација со човекот. Човекот падна во грев и стана проколнат. Без гревот, човекот никогаш немаше да падне во таков срам, таква тага, таква збунетост, такво слепило, таква темнина и беда. И тоа никогаш нема да има потреба да се спаси да се откупи. Од што би се спасил, од што би се откупил? Поради гревот, човекот се спаси и го позна Христос, го позна Евангелието и поседува вечен живот. Првиот живот во градината не беше живот, туку само постоење. Зашто Адам и Ева не го познаваа Таткото, Синот и Светиот Дух, како што ние го познаваме Светото Тројство денес. Бог да биде Бог на својот народ, а тие да бидат негов народ, би значило многу малку и би имало мало значење и тежина без гревот. Гревот длабоко го допре човекот и преку гревот Христос длабоко го допре човечкото срце. И тоа не би било возможно ако гревот не постои. Божјата љубов не би била онаква како што ја знаеме денес, ако гревот не постои. Божјата љубов не би била онаква без страдањата и смртта на Христос за гревовите на многумина. Зошто Христос би умрел и страдал ако нема грев? Гревот направи пат Христос да дојде до вечно спасение, да го откупи човекот, да го земе, да го направи негов, да го издигне во рајот, да го постави на неговиот престол и да му каже сега ти владај. Тоа без гревот никогаш нема да се случи, ниту бе може да се случи. И најголемиот благослов, најголемата добрина што човекот ја добива преку гревот е Евангелието, е спасението, е вечниот живот. Впрочем, ова никогаш, овие благослови, оваа добрина никогаш не би била возможна без гревот. И затоа гревот и преку гревот Христос ја зголемува добрината кај човекот. Третата перспектива е во корелација со светот. Гревот предизвика такво страдање, таква болка, распаѓање, беда, солзи, болести, смрт, пекол и сатана во создадениот свет. И дали светот би бил подобар или полош без нив? Да, би бил полош краткотрајно,
но во ултимативна смисла не би. Гревот направи пат и позадина за Христос да ги откупи и освети и благослови сите страдања, маки, беди и мизерии. Како христијани, како верници, сите болки, сите беди, сите солзи, сите маки, сите болести се благословени. И тој не прави победници со него. И тој ја згази смртта, сатаната и пеколот. Преку гревот, Христос го направи рајот кој беше изгубен, најден и обновен. И тој преку гревот ќе го направи првобитниот рај кој беше само градина, да биде масивен, гигантски универзум. Рајот да биде насекаде. Тој го направи првобитниот рај во градината голем, масивен и славен. И преку гревот, тој суперлативно во оваа создадена креација ќе ја крене на највисоко можно ниво. Целиот универзум ќе биде трансформиран, ќе биде радикално сменет, каде што ќе има праведност и светост за секогаш. И во оваа точка, оваа причина, зошто постои гревот? Гревот беше планиран, одреден и поставен да зголеми суперлативно и да издигне на највисоко ниво добрината кај ангелите, кај човекот и кај светот. Без гревот, овие работи никогаш нема да бидат возможни. И можеме да кажеме со Павле во Римјаните 5 глава 20 стих, каде што гревот се зголемуваше, тамо се зголеми благодата уште повеќе. Сумацијата на ова предавање и видовме екстра 3 точки каде што ни кажуваат или причини зошто постои гревот. Гревот постои да покаже совршеноста на Христос, совршеноста на Христос и неговата светост, да се манифестираат, да се демонстрираат, да се откријат, за да сите ги видат, да не биде скриена. Истото да се случи и со Светиот Дух. Совршенството на Светиот Дух да се види на сите, да биде јасно кој е Духот, да биде јасно кој е Синот и да се зголеми добрината на секој можно ниво во сите можни аспекти. Сега да преминеме на примена од овие работи. Има примена за неверници и примена за верници. Да почнеме со примена за неверници. Бидејќи Бог е совршен, и ова добро го гледаме преку постоењето на гревот, дали знаеш дека за да отидеш во рајот, мора исто така ти да бидеш совршен? Исто да бидеш како Бог, кристално, чисто, совршен. Кога одиме на евангелизација, луѓето често ни кажуваат дека не се големи грешници, дека не се убици, не се силувачи, дека не се мафијаши, дека имаат мали гревови, скоро незначителни, и дека имаат многу добри дела, дека се добри луѓе, дека направиле добро во нивниот живот. Но Бог не пушта во рајот мали грешници или грешници со мали гревови. Тој само пушта во рајот совршени луѓе, и тоа бескрајно совршени како него. Најмалиот грев е доволно голем да затвори вратата на рајот и да затвори за секогаш. Не е доволно да се биде без мали гревови, туку мора да се биде кристално чист и свет. Човекот мора да има совршена праведност за да влезе во рајот. А таа совршена праведност значи бескрајна количина на добри дела. Че ако некој те праша колку дела треба да направам за да одам во рајот, ќе му кажеш бескрајно многу. Влезот во рајот бара да има бескрајна количина на добри дела.
Без бескрајна количина добри дела не може да се влезе. Дали те загрижува фактот дека си светлосни години оддалечен од светост и од тоа совршена светост и праведност? И не само што нема човекот и ти совршена праведност и светост, туку имаш милион гревови. Гревови во мислите, гревови во зборовите, гревови во односот, гревови во делата, и тоа секој ден. Секој ден напластуваш гревови, што ќе бидат откриени на судниот ден. И добрите дела кои луѓето мислат дека ги имаат, не се добри дела. Бидејќи тие добри дела се измачкани со грев, се оцрнети со себични мотиви, со горделивост, со изопаченост. Човекот нема добри дела, впрочем има многу гревови. И кога на судниот ден, кога ќе заврши твојот живот, кога ќе се покажеш на суд пред овој Бог, ќе има позади тебе Монт Еверест од гревови. И што ќе кажеш? Како ќе се оправдаш? Кога Бог знае дека немаш ни едно добро дело. За да влезеш во рајот, човеку, за да бидеш со Бог, тој мора да ти ги опрости гревовите и тој мора да ти даде совршеност како бесплатен подарок. Бидејќи очигледно оваа кристална совршеност која има позади себе бескрајна количина на добри дела не може да се заработи. Само може да биде дадена. И тоа да биде дадена како бесплатен подарок. И тоа во суштина е Евангелието. Евангелието е добрата вест дека секој човек може да му бидат опростени сите гревови што ги направил и оваа кристално чиста совршеност на Христос да му биде дадена како бесплатен подарок. И сега Христос ги повикува сите луѓе во Библијата и сега Христос ги повикува сите луѓе. И вика, еве, јас го заработив со моите крвави раце спасението, ги заработив совршеноста на крстот преку моите маки, еве го, земи го, спаси се. Зашто доаѓа судниот ден, кога никој не може да се спаси. Доаѓа судот, каде што Бог ги гледа сите гревови на отворено. Христос умира за гревот и му е нуди на човекот оваа совршено кристална праведност како бесплатен подарок. И начинот на кој можеш да земеш оваа кристално чиста совршеност е ако се покаеш од своите гревови, се одречеш од својот живот, поверуваш во Христос, не во твоите дела, не во твоите добри намери, туку во Христос и неговите добри дела, неговите маки, неговата жртва на крстот и воскресение, и го прифатиш Христос како твој спасител и Господар. Спасител значи не може веќе да се спасиш, ти треба Исус да те спаси, и Господар значи нема веќе да живееш како што ти сакаш. Ќе се покоруваш и понизуваш пред овој Господар и пред неговиот збор. Апликацијата или примената за верници е две работи ќе разговараме, ќе биде за искушенијата и за доброто. Верник е секој кој се покајал од своите гревови и поверувал во Христос, не информационно, не по традиција, не по фамилија, туку индивидуално, кажал не на гревот и се свртал да го следи Христос по било која цена. За верници, да видиме за искушенијата. Прашањето е, дали одбегнуваш искушенија во твојот живот? Кога ќе дојдат искушенијата во твојот живот, во денот, во ноќта, на работа, дома, кога си излезен, што правиш? Дали лесно се предаваш на искушенијата? Дали лесно те соборува ѓаволот? Дали лесно потпаѓаш под гревот?
Дали си како сува трева пред ветерот, кога ќе се појави гревот и искушенијата. Или си цврст бор, голем, кој ништо не може да го помести. Джон Оуен има напишано вака за искушенијата. Вика, искушенијата и приликите не оставаат ништо во човекот, или не ставаат ништо во човекот, туку само го извлекуваат она што е веќе во него и било од него од порано. Искушенијата што доаѓаат, ништо не ставаат ново во тебе, туку го вадат гревот што веќе постои. И ако постојано паѓаме на одредени искушенија, тоа значи дека сме слаби во тие зони, и тоа значи дека не ги користиме средствата на милоста, што ни се дадени од Господ. Средствата на милоста се Божиот оклоп, кој ние го ставаме секој ден за да живееме свет и праведен живот. Да си угледаме на Христос и на неговите искушенија, кога дојде најзлото битие, што го познаваме во универзумот, ѓаволот, да го искушува. И тој беше на големи маки, како човек. Што правеше тој? Тој се молеше често. И тоа се молеше сам, надвор од толпите. И од неговото срце, ум и однос извираше Божиот збор. Тој, кога дојде ѓаволот, што правеше? 3 пати цитираше Библија. Во своите најслаби, најизмачени моменти излезе Библијата од него. Излезе Божиот збор. И единствен начин да се справиш со искушенијата и со гревот е преку Библијата. Преку Божиот збор. Тоа е мечот преку кој ние се бориме. Божиот меч е тој што го сече и губива гревот. И прашањето е дали се молиш во твојот живот. Или твојата молитва е уход. Други работи се битни. Молитвата не е баш битна во твојот живот. Бог и така знае се си мислиш, па што ќе се молам? Дали го абсорбираш Божиот збор во твојот живот? Дали Божиот збор е дел од тебе? Дали Божиот збор е храна и леп која јадеш и вода која пиеш секој ден? Дали Божиот збор е дел од твоите мисли, срце, зборови, живот? Кога ќе те стисне некој, што излегува? Цуење, мрморење, пес или Божи збор? Джон Оуен исто така кажал, не барајте да испразните чашата како начин да го избегнете гревот. Туку барајте да ја наполните со духот на животот, за да нема повеќе простор за грев. Нашите животи, нашите срца, нашата душа треба да биде потопена и исполнета со Божиот збор. Чарлс Спрџен кажал за Џон Бањан, ако го исечете него, тој би искрварил Библија. Библијата била во неговите вени. Тоа што течело во неговите вени била Библија. И како очекувате или како очекуваме ние како христијани да живееме свет и угоден живот на Бог, ако не одвојуваме време за молитва и за Библија? Ако тоа не ти е приоритет во твојот живот, немој да очекуваш да живееш свет и побожен живот. Туку очекувај да бидеш жртва на ѓаволот. Ѓаволот ќе си игра со тебе и ќе бидеш страм за сите други, бидејќи се нарекуваш верник, а живееш не како што треба. Втората примена е за доброто. Како што Бог планирал од мината вечност до идна вечност да генерира суперлативна добрина во секој аспект преку гревот, дали ти го зголемуваш доброто во твојот живот? Или дали со твојот живот го шириш доброто?
Дали може би се на дистанца и не правиш ниту добро, ниту лошо. Господ Исус вика нема неутралност. Ако си со мене, си на добра позиција. Ако не си со мене, си на лоша позиција. Не можеш да бидеш на дистанца, не можеш да бидеш неутрален. Или ќе правиш добро, или ако не правиш добро, ќе правиш лошо. Има само две опции, има само две алтернативи. Нема неутралност, нема неправење ништо. Тоа значи е лошо исто така. Човекот прави лошо, бидејќи, тоест кога е во неутралност и кога ништо не прави, бидејќи Бог му наредува да прави добро и тоа да прави добро постојано и да ги користи работите што Бог му ги дал за добро. Бог ни дал тело, Бог ни дал раце, Бог ни дал нозе, очи, уши, уста. Бог ни дал се. Пари, време. И прашањето е како ги користиш овие работи што Бог ти ги дал. Дали си неутрален, на дистанца, или се бориш за доброто? И најголемото добро за кое треба да се бориме како христијани е Евангелието. Тоа е најголемото добро, најславното добро, најголемото добро преку кое сите души можат да се спасат и преку кое ние го шириме Царството Божјо. И прашањето до вас и до мене и до сите верници е дали ти со твојот живот и тоа што Бог ти го дал го шириш Царството Божјо. И дали се врзуваш со Царството Божјо и со Божјата слава во твојот живот. Доколку не, треба да се преиспиташ, да се покаеш и да се насочиш се во твојот живот кон ширење на Царството Божјо. И кон ширење до најголемата добрина што може некогаш на човекот да му се даде. Најголемата добрина е Евангелието, е вечниот живот, е рајот, е познанието на Бог. Кога човекот ќе дојде до тоа, се друго е беззначајно.